И денес пред нов хуман предизвик. И денес две семејства ќе ги стават своите срца на дланка. Добар ви ден во најновата емисија на Срце на дланка. Сите вие кои што се уште се мислите дали да се пријавите и ако сакате да го промените вашиот живот, ве охрабруваме да го направите тоа. На 075-304-405 или пак на социјалните мрежи на Срце на дланка, на Facebook, Instagram и Twitter. Знаете дека можете редовно да го следите нашиот YouTube канал, каде можете да следите и премиерата и сите настани кои што се случуваат преку нашата емисија. Немојте да подкликнете никогаш, дури и кога ви е најтешко, дури и кога другите ве мачкаат со кал, вие продолжете храбро со дигната глава. Иако со спуштена глава денес двете семејства ќе се обидат да го кажат својот проблем пред јавноста и да побараат помош од нас. Никогаш животните приказни не почнуваат како што ние замислуваме, ниту како што воопшто треба да започнат. Животот си го носи своето, а лошо детство и можеби уште полоша младост животот му носи и на 32 годишниот Тасе Петков од Кавадарци, кој уште од мал со мајка му и сестра му растал во фамилиарниот стан на неговите баба и дедо, делејќи ги дедовите со семејството на неговата тетка. Две фамилии заедно во ист простор е навистина тешко да опстанат, а да не се скараат, ке каже Тасе. Тоа било и причината поради која многу години, до денес тој со својата мајка, откако сестра му се омажила, живеат неизвестно и под кирии. Живеат стресно и сиромашно и можеби да има шанса да добие социјален стан и макар сигурно вработување, а мајка му социјална помош која никогаш ја земала, се ќе биде поразлична, вели тој. Барем ќе може во месецот да одвои средства за кирија и сметки, но и за храна и лекови. Зашто? Веќе со месеци неговата мајка е сериозно болна, а не може да ја однесе на доктор, зашто не може да го плати прегледот и терапијата. Од секогаш тврдам дека многу е важно животот какви карти ќе ви подели. За жал, на некои им дели добри, а не знаат да ги искористат, а на некои од старт им дели лоши и живеат лошо и во текот на целиот живот. Токму таква приказна денес ќе ви раскажеме од Кавадарци, каде што ќе ги интервјуираме Тасе Петков и неговата мајка Љубица Петкова. Добар ви ден. Не повикавте, ние сме од Срце на дланка. Моите му е Оливера. Мила ми е. Не повикавте, веројатно имате проблем. Да. Каков е вашиот проблем? Да, со работа бев вработен, осигурен, бев дека мајка ми земаше социјална помош. Не дојде до неразбирање, кина нејзин социјална помош, останав само со јас што бев вработен. Додека работев во ред беше се, имаше и плата и се, и сега останав и јас без работа. Сега сте без никаков приход? Да, нема никаков приход. И а дали ова ваш дом? Не, ова е Почирија, живеам сега за сега. Колку што можност, ако и да можам да останам и да има и пари, така да што можам. Зошто живеете под кирија? Живеев фамилиарно со мојата мајка и нејзината сестра. Фамилиарно дека сега не сме со ние, фамилиарно имаме проблем и така да затоа се преселив. Останавте буквално на улица? Да. Тешко е да се живее под кирија, а згора на тоа и невработен. Тешко. Како ви поминува еден ден? Како го поминувате месецот Тасе? Го поминуваме со зорот. Се наоѓаме нешто од нешто. Се купува поевтино за храна, за да може да дојдат да се плачат сметки, чирија. А како се наоѓате и тоа ефтино да го купите? Каде работиш? Што работиш? По кафетери, во куќи, некој двор, нешто да се среде, да се чисте. Тоа е. Друга работа немам сега за сега. Во фирма работев градежно. Таму прекратив дека не плаќа редовно. Не плаќа? Да, и затоа.
Ова е субота. Ова е мајката. Добар ден. Да. Јас сум Оливера. Јас сум Лјуца. Колку време сте тука таз? Овде сме 2 месеца сега да се. Тешко е да се живее под кирија. Тешко е. Тешко е веројатно и да го поминате месецот кога немате приход, но Многу е тешко. Ако во неделата може има 4 дена, 5 работа, околу месецот излева многу послабо работа. посебно За цел месец да земеш пари, тешко се наоѓа. Предпоставам дека најтешко е во овие студени месеци. Најтешко е за зимото е многу повеќе. Некое дрвце, предпоставам имате проблеми со дрвата. Да, еден кубик го купив, еве, нема 2 месеца, уште малку имаме, тогаш морам да се греем со струја. Додека купам пак се снабдам со И пари. таа треба да се плати. Па и таа треба да се плати, да. Тасе Петков имал тешко детство во фамилиарниот стан во кој живееле многу луѓе. 2 фамилии, неслови и презревели тој, е се што ќе памети од тој период, но и принуденоста да заминат со мајка му под кирија, зашто неговите роднини подоцна ќе го наследат тој стан. И од тогаш започнува нивната одисеја, од стан во куќа, од куќа во стан, сигурна работа без работица. Се до денес, кога се дојдени до степен кога мораат да побараат помош, зашто повеќе не се во состојба да платат ниту кирија, ниту сметки. Живеев фамилиарно до 2 фамилии, не можевме да, мислам како да кажам, не да седиме 2 фамилии, голем број бевме и после почнав да одам по Чирија. Со која фамилија живеевте во заедница? Да ви кажам, на мојата мајка, сестра, тетка таа ми паѓа. Таа имаше 5-6 деца. Едното е постаро од мене, другите беа помали и сега и тие се одомени, мажени, и сега тој барточето остана во тој стан и толку. Таа мајка му почина. Остана другата фамилија. Таа беше преку старата, тогаш на мојата мајка, бабата, почина времето, таа беше неарна и не знаевме на кој му го препиша станот. Они викат не ни препиша нас, едно друго, и како го добија документот да го имат они станот сами. И ни дознавме после во си за станување, само на документацијата нив ги имаше на документот, нас не немаше на списокот тројцата. И сега со нив имаме пак проблеми. Со барточето тој е само во станот, не го дава, моје вика, јас си дадев пари, се работев и толку. Јас се одам по Чирија. Како ги изгледавте двете деца? И тоа е многу тешко. Со расправи, со кауги, со цркање, викање, Со кога се расправавте и каравте? Со целосно од сестра ми. Старата и почина, и брат ми почина. И ја и черка ми со син ми тешко, многу тешко. Она повеќе деца, без маж. Само ја имаше маж и толку. И сопругот живееше таму? Не, он после некој време се остави ми и толку. Не се врати више повеќе. Тоги за тоги беше тука и толку. Не знам ни јас јакаде. Ние не ни треба ни да знам. Она башка си зимаше крана, ја башка и па расправи имаш. Работевте ли тогаш? Ам тоги беше здрава ја. Си одеше. Кај можеше таму, ама сега многу лошо овamo па. Сезонско. Сезонско одеше. Колку можеше. Тоги беше здрава, ама сега многу тешко. Колку години сте под киријата се? Многу. Откога се преселев во тој стан, толку беше. Тешок е животот под кирија. Многу е тежок. Ако не можеш да платиш, ако не земеш пари, толку е. Колку куќи сменивте? 8. Тешко ти е што може би се чувствуваш изигран поради станот ли? Да. Што ти е?
Секогаш сум ваков јас. Па, две фамилии не се издржува да се седе. Нивен проблем цело време имаме, така да затоа почнав да водам почерие, да седам. Па имаше за јадење. Они си купуваа башка, ние башка си купуваме. Со татко ми немаме живеено. Тој беше неколку периода во Сано дојде и не го видовме после си. За мене и не се поврати. Не го знаеш ти татко ти како изгледа? Оно јас го знам како изгледа, туку веќе не е дошол, не побара и толку беше од него. Ние сами двајцата сме се гледаме колку што можеме. Јас си нурам работа, поработувам кај што можам. Јас на 17 години, тоа се за мене. Од колку години работиш таа? Од 18-19. Што имаш завршено средно училиште? Не го довршив школото, до 4 години беше шумарска, до една година го одев и толку беше. Зошто? Имаше ли проблеми? Да, проблеми што не можев да останам да довршам и затоа почнав да работам. Финансиски проблеми или некакви? Ни финансиски проблеми со школото. Пред 2-3 месеци работев во ресторан хотел во Охрид, бев осигурен на 3-4 месеца, се вратив тамо, не можем още да најдам работа да влезам во фирма. А зашто од таму излеза? Па сезона е, има само работа, летото и после немат работа. Јас реков да си дојдам, старата е дома сама, сестрата си работи, толку не може да ја прегледнува. Таа има деца да ги гледа, да ги расправа. Мажена е сестрата. Да, и сега воедно и тоа сидев дома, трошок за превоз, пак да се вратиш во Огрид. И толку беше, завршиме летото и си дојдев во Квадарца. И се уште не сум, 2 месеци, 3 откако сум тука почнат да седам, чекам, барам и не можам никако да најдам за работа, да влезам. Се бориме да работиме со како што со макаче земеш пари, пак Тешко ги заработуваш парите? тешко, да. Некогаш е полесна работата, нема мака, некогаш има. Што најчесто работиш? Зашто те викаат? Каде наоѓаш работа? Во ресторани, во кафетери, во куќи, вили, средувам, чистам. Колку земаш дневница? Од по 600-700 нагоре. За неколку сати. Мислам, не сум цел ден таму, така. Не е да земеш повеќе пари, кога имаш повеќе сати работа, но да земеш повеќе. Зависи од работа. Но тие пари подоцна не стигнуваат за да собереш за кирија, да собереш за сметки, да ја гледаш мајката која што сега веќе е болна. Не стигаат нешто од тоа што се работи. Како ги распределуваш парите во 30 дена? Купувам поевтино. Што купуваш? Макарони, јајца, шпагети, нешто таква работа, што може да помпири за манџа, гарафа, лече, тоа. Зимам на неделата некогаш повеќе работи, што може да ми стигне да зимам за 2 дена. Кога можам, колку имам сила, толку зимам. Киријата платена ли е? Платена е. Сметките не се платени. Имаат ли збркано од некаде? Не. Си одев јас дека нема да можев да платам, се барам поевтино место, затоа седам. Во моментов колку плаќате кирија? Сега ми е 4000 черијата, а другата беше околу 6000-7000 со мои ствари. А и сега со здравјето не арна, Што е ја? не можам да најдам работа што како треба да ми помогнат да одам на лекар. Со половината од позади рабетот е и криве е. И не можеме ништо да направиме со тоа. Немаш пари за да однесеш на доктор? Немам. Што поправи? После некој време падна болна тука кај дојде. Сега ептен падна болна.
многу ме боли и не знам како ќе се лечи. Што ви е? Тешко. Ама волкова топка. Вака и топката е едно собрана, едно е проширена и догоре е дојдена. И сега ни да спијам, ни да ја работам, ни така. Е 20-30 сили. Колку можам. На лекар не сте била? Ами искаше дојме со син ми, ама син ми отиде у Охрид и толку. После и ја немаше со кој да отидам, черка ми има жена. И она негде не одеше да работи и немаше кој да ме одне, и ја сам. Кога детето си дојде, ќе ми помогне кога. Така. И таму тешко беше. Останати и тука тешко. Секој ден тешко. Диагнозата не ја знам. Диагнозата. Но тешко се движи. Зема ли таа некоја социјална помош? Порано работеше ли мајка ти? Да, и работеше пред тога, но сега додека работев јас и таа земаше социјална помош. По луѓе од страна кажале дека детето е осигурано на работа и од вие ја скина. Земаше храна во социјалното и таа ја окина, 2 порции и дава и тоа го окина више и толку. Останавме без ништо. Јас во една фирма имам 6 години и неколку месеци работев и преку луѓе имав мака проблем и мод ја бија од работа. Секој сака да мисли позитивно и да живее поубаво. Тоа го посакува и Тасе заедно со неговата мајка, а неговата прескромна желба е вработување со сигурна плата и социјална помош за неговата мајка. Зошто ви е Не тешко верувам. што се мачи Тасе? Да, и оперисан од кила. Од кила е опериран? Да. Но сепак мора да работи. Ама што да прави сиромаш? Што да прави? Плачеше, некно плачеше, секој ден си плачам и што? Зошто плачете, Љубица? Што ќе плачеш? И да плачеш, фајда нема тоа. Сега, ако може негден да се најде за привремено, сакам син ми да се вработи и да му биде него по-добро и да не биде вака. Сигурно со тоа и вие ќе бидете и посигурни Да, и посреќни. да. Некој што ти дава да седиш, па не му го веруе како се маче моето дете и така. И он ми вика, мамо, не плачи. И ја викам, како да не плачам, викам. Не се знае што може да се случи. Во општината исто така бев за работа. Ми рекоа че би се јавил, че се јави, ми се немат јавено пред Нова година. Многу месеци ми се немат јавено. И сега се снаоѓам ја колку што можам по дома да носам и да платам. Во оваа ситуација да се вработам, нормална плата да земам и да е редовна. И подкрепната старата, ако зема мала социјала, ќе биде се подобро. Сега е многу голем зорт. Ништо не можеш да исправиш. Без оглед колку и да бил тежок почетокот на нашиот живот, секогаш може на животот да му дадеме друг правец, друга насока. Промената започнува од самите нас, од тебе, од мене, од секој кој сака да си го слушне својот пригушен внатрешен глас во срцето, или пак да го ставиме срцето на дланки и да си речеме: еднаш живееме, но ќе живееме како луѓе. Драги мои, знам дека секогаш помагаме онаму каде што најмногу треба. Знам дека секогаш сме тука кога сме најпотребни. Денес сме потребни на уште едно семејство кое што живее навистина многу тешко. Да видиме за што станува збор.
Некогаш е доволен само еден миг за да се промени целиот живот, или да заврши или да изгубите се што сте создавале. Како што изгуби 64 годишната Вишна Марковска од населбата Гоце Делчев од Скопје, која не знае дали е среќа или несреќа што таа ноќ на 23 јануари 2023 година влегла во собата кај незините внуци, или ќе беше подобро да остане во незините 4 зида кои денес така црни и уништени се единствените што ја потсетуваат на тој комен ден. Ова не е единствената несреќа во животот на оваа жена. За жал таа изгубила многу драги луѓе, а пред неколку години и столбот на куќата незиниот сопруг. Што уште сака да ми земе Господ, се прашува таа, додавајќи дека ваква несреќа не посакува ниту на најголемиот душман. Во оваа куќа живеат 3 фамилии. На долниот спрате незиниот поголем син, а на горниот во една соба живее таа, а другите 2 соби ги користи незиниот помал син Никола и неговото семејство. Среќа во сета несреќа е што таа ноќ, додека Никола и снаата биле на работа, а децата со неа сами дома, постариот син Бране слушнал чуден звук од собата на мајка си и веднаш повикал помош. Во спротивно денес, освен без дом, ова семејство ќе броеше жртви. Затоа со право Вишна е баба херој која, не гледајќи како сиот живот и се претвора во пепел, гледала само како живи да ги извлече незините 6 безпомошни внучиња. Денес со екипата се наоѓаме во населбата Гоце Делчев или по Старо Скопско поле. На 23 јануари 2023 година се случи несреќа во која една фамилија од 3 семејства, 3 куќи го изгубија покривот над главата. Денес живеат кој како се снашол и затоа побараа помош од нас. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера, срце на дланка. Вишна, мило ми. Вишна, се пријавивте. Многу луѓе ве зборуваа, изминативе 10 дена. Ви се случи несреќа? Да, изгоре цела куќа. Целата куќа ви изгори? Да. Која е вашата куќа? Тука гледам повеќе. Ова тука душа. Како претходно живеевте? Како се случи несреќата? До несреќата како живеевте? До несреќата живеевме супер. Несреќата не знаеме ни самите како се случи. Јас бека малите внуци, само син ми свика дека гори собата, кога влегов, касно беше, више ништо не може да се спаси. Дојдоа 5 пожарни, за 5 минути све ми отиде. Сиот живот ви отиде во тие 5 минути? Да. Целиот живот ми отиде во тие 5 минути. Гради, стварај, да има за деца. Сега нема моментално ништо, само празни зидови. Изгорено све. Ова е мојата соба. Ја што седев. Ова е целосно изгорена. Но од овде започна пожарот? Од овде започна пожарот, а од што како не знам. А зошто е вака со дупки? Па тука ми беше тросет. Дали од троседот, дали од што не знам. И сега ова што ми беше на мене патос, тоа беше кај синот кров. Значи кај него од самите пожарникари што гасеа со вода доле е поплавено. Значи доле е уништено и кај него. Овие 2 соби се на малиот син, он има 6 деца и кај него све е изгорено, све е уништено. Во моментот кога се случи несреќата, вие бевте сама со 6 деца, со внучињата? Да. Јас гледав внучињата да ги спасам, за себе не гледав. А каде бевте, во вашата соба или кај децата? Кај децата бев. Му давав на малото бебе да јаде. И кога стариот син свика дека нешто гори кај мене, јас кога ја отворив оваа врата, да видам што гори, јас кога со мене пламенот ме пати во главата. Не ни очекувавте? Не ни очекував и јас само тогаш истрчав по децата, зашто пламенот се ширеше многу брзо. Значи, ги земав децата, малото внуче машкото се тркалаше по степеници, се лизна, значи гледав само нив да ги спасам, а дали ќе горам јас или нема да горам, тоа за мене не гледав. Среќа во моментов што сте биле тука. Така. Ако не бев јас тука, значи јас сум палела огин, па сум одела кај Золва, кај Јатрва, кај снаа ми доле, немало проблем. А што бидна сега не знам. Да не сум била јас во тој момент, 6 дечиња ќе ми отида, внучиња. Каде се во моментов тие? Они се во Сингелич, во куќа. Јас моментално сум кај ќерка ми. Сепак, ако ми е ќерка, не е свој дом, фала и многу и на сваќа, и на ќерка, и на зет.
На сите им благодарам многу што ме прибра. Зашто јас сум под ведро небо, немам кај да живеам. Вишна попутекло е одстругано работата на незиниот татко како полицаец далечната 1968 година. Ја сели во населбата колонија во Скопје. Тука се запознава со својот сопруг и преселува во населбата Скопско поле, денес позната како Гоце Долчев. Иако во животот создала се од семејство до куќа, сепак не може да објасни како може за 5 минути се да отиде низ вода и од се да останеш без ништо. Јас сум стружанка од Струга. Како дојдовте во Скопје? Па татко ми беше полиција и дојде тука во КП до Мидризово како командир и ние со него живеевме во колонија. 68 се преселивме, јас 78 се омажив тука. Оваа куќа ја правевте вие или ја купивте? Не, правена е. Ја правевте вие Да. со сопругот? Не, свекор ми, свекрва ми живеја тука. Девер имав, ама за жал сите почина. И девер ми почина, и золва ми почина, и свекор, и свекрва, само старата золва ми остана. Велите дека во животот многу изгубивте и најмилиот го изгубивте и сопругот. Сопругот го изгубив. Друго би било, кога би бил и он до мене. Вампировете сам не се седи. Например, да ми бил жив, друго ќе било подкрепа, ќе сум имала од него колку толку. Секој нека си е жив и здрав од децата, секој си имаат фамилија. Јас не викам дека мене ќе ме фрлат. Него не е тоа. Да имаш све, да оставиш на деца све, ама тоа за жал за 5 минути пламените јазици све ми однесо. И од ствари, и од алишта, ма све, кров, патос, ѕидови, све. Тоа, мислам, беше вторник, 23 што ден се паѓаше. Јас бев во мојата соба. Значи, најнормално ми гореше ќумбето. Јас гледав телевизија, чекав да почне филмот. А синот и снаата беа на работа. Децата беа оставени сами. И почнаа да пишта децава, бебето да плаче, и јас дојдов да видам што е. Бебето му се јадеше, а они се 6 месеци, 3 годинки, нема ни 3 годинки, 5 годинки, значи све се така. Колку деца има вашиот син? 6. 6 деца. Да. Тука живеете сите заедно? На овој спрат, да. И јас си реков на внуката, Јана бабе, викам, ај викам, ти смири го, јас ќе му греам млеко. Јас му греев млеко, кога синот доле, вика по мене, мамо, викам, кажи бе бран, абе мамо, гори нешто, вика кај тебе. И јас кога отвори вратата, пламенот се мудри у мене. Тогаш веројатно ја изгубивте косата. Тогаш косата, да. Ние бевме доле, ја гледав на телефон, тато беше до тоалет и се врати и само нешто крцкаше, баба беше горе кај децата и тато ја викна баба и рече, оди види што нешто крцка. И она кога види, рече само леле што е ово, тато рипна преку жица и само кога до полу му се запалила шијата, му се запалила тоа, како се вика? Маицата? Маицата, полу му се запалила и ја соблекол во огинот ја фрлил и кога излезе надвор, ја не знам што се случуваше, оддалеку само тато дојде од горе се симне и рече, викајте луѓе, помагајте, не гори куќата. Ја оддалеку кога наму бев, од тендата, пред тендата само видов нешто чуреше и кога видов огин све гореше. Се исплаши? Малце си испочив. Малше си испочив. Ја мислев дека нешто те пукне телевизорот, мислам дека ти експлодираше, ама не експлодираше, само пецкаше. Така црткаше тоа, така правеше. Во првиот момент јас направив да ги спасам децата.
Значи, децата прво да ги спасам, а за мене дали ќе се спасам, јас тоа не гледав. Прво ми беа децата. Среќа што сте биле вие тука во куќава, да не бевте тука. Децава ќе беа готови. Да. Тоа беше чудна работа. Син ми е стариот влезе, вода зема, божам да гаси. Пе него го фати пламенот на блузата, па он трча од таму и се облача блуза, па го загуши димот. Да седеш уште 1-2 минути ќе се загушиш. Значи страшно. Значи никако не можеше ништо да се спаси. Никако. Значи малото внуче се тркалаше по степеници за да помина другите. Иначе живи ќе горе. Страшна слика, страшна трагедија, ова на душман да не му го посакаш. Белкин таа вечер да не влезев тука, да бев таму, може немаше до ова да дојде, ама ете пак ќе си речам, така требало да биде. Така требало да биде, па среќа што сум влегла, значи, среќа синот мој што видел прво на него да му даде Господ здравје и среќа, ако не беше он, моите внуци беа готови. За мене не гледа, ви кажувам. Значи, големата внука Мелани, и викам, бабе, кај е Јани за бебето ону соба? Влеговме да го земе, ние ќе го заборавевме него. Она го грабна во раце него, и Јана и Мила трча, а Дарио се препна и вака се тркалаше по степениците, ама пак некако го фативме на врата, за да не го фати пламенот. И после кај комшиката таму не прибра вечерта, додека гасија. Не, ја не видов како излекува, само видов овде како плаче. Да. И нема воздух. Пожарна беше, одма син ми викна, луѓе, помагајте, куќата ми гори. Мене ми се чинеше дека долго пожарната, не дека она дошла за 5 минути или како ми кажува, не знам. А мене ми се чинеше кој знае колкав период е. 5 пожарни беа, не може, многу тешко се гасеше. Немаше ефект да се спаси нешто, да се... Само среќа што ги спасив тие внучиња мои. Билите 3 куќи се опожарени. Вашиот патос е дел од покривот на синот? На синот, да. Тоа е све изгорен. Дупка има на таванот, значи од пожарните што гасеа, 5 пожарни, целата вода фактички падна доле. Лежа и спална, се фрли, кожни дво се тросет и тие валда ќе се фрлат. Значи доле е хаос, а само што реновираше. Ламинат нов и тој мора да се вади. Значи све е хаос, душо, све е хаос. Јас сум шеќераш, и инсулин ми изгоре, и ленте ми изгореа, и апаратче ми изгори, и лекови ми изгореа. А за гардероба, за спрема, за алиште, за тоа немам, самите гледате. Сега пие флексилиум, за не можем, ја само плачам. Шеќерот се качува, некни ќерка ми на брза помош се јавуваше. Си се качува нагоре, мене ми трне глава. Се уште не ви се верува дека ова ви се случи? Не. Со пожарот оштетени се дури 3 семејства. Најмногу делот на Вишна и помалиот син Никола, кој таа ноќ со сопругата бил на работа. Тие во моментот спијат, дел породнени, дел под кирија, но ке речат фала им наситено како дома не е на ниту едно друго место. Фала им. Значи, многу им фала. И на ќерката, и на зетот што ме прибрале. Ме верујте. Не е тоа, дома си е, дома душо. Значи, сакам дома да се дојдам. По своја соба да се влезам. Не да одам по куќите. Не да чекам некој да ми подари блуза или панталони да се облечам. Значи, сум имала гардероба 50 души денеска да ги облечам. Обувки. Тоа да ги продавам на тезга. Ништо сега нема, за жал.
ако е ќерка. Значи, фала. Ама друго е кога си во своја куќа. Верувајте, навечер да замижам, мене ми се пламените јазици пред очи. И 5 пожарни. На кров среќа, кај несреќа па и среќа, што не се фати и другиов кров, изгоре, ама не го немам ни видено колку е. Комшиеве среќа како што идеа пламените. Таа куќа среќа што не се зафати. Еве го во внуче на стариот син, синоќа плачело и му викала на татко му: тато, ние више сме сиромаси, немаме куќа, немаме ништо. Најмногу сакам да биде сите здрави, најважно е дека сите се здрави и сите се добри. Донира алишта, донира храна, од Црвен крст донира душеци, кебиња. Доваѓале, донирале, сега фала им, кој колку имал. Абе, јас душо мислам позитивно дека ќе се среди, све ќе биде како што било, ама кога ќе биде, не знам. Би сакала што побрзо да биде, за да можам да си дојдам во мојата куќа, во мојот двор, да не сум по други куќи. Да гледаме на секоја несреќа со добро, затоа што сепак децата се спасени, сте ги спасиле, вие сте баба херој. Баш баба херој. Ама сега баба више не е херој. Не можам никако душо да се смирам. Би била благодарна. Значи, секоја донација е добродојдена. Најсреќна би била да се вратам во мојата соба, во моите 4 цида. Друго е чувството кога си дома. Сакам да биде све добро, да нема, да го има сетов кров, да нема пола кров, да нема, мислам да го има пола кровот, малце искршен и стаклото да биде поново вратено и све да биде како што треба. Често се прашувам колку ли ни треба за да се обединиме како луѓе. Зашто има толку многу луѓе на кои не сме им рекле дека ги сакаме и би чувствувале голем губиток за да ги изгубиме. Никој не ни го гарантира следното утро. Светот и понатаму ќе постои, но не и ние. Па ако понешто треба да не запомнат, тогаш нека не запомнат како добри луѓе. И можеби епицентарот на земјотресот може да промени многу работи на земјата, но епицентарот на добрината може да промени буквално се. Видовме како живеат двете семејства кои денес го ставија срцето на дланка. Јас мислам дека не доаѓа успехот кога ние ќе посакаме, туку во секој план треба да го ставиме нашето срце и душа и да имаме цврст план за тоа како треба да го исполниме истиот. Јас знам дека денес сме веќе сложни и обединети и дека ќе им помогнеме на двете семејства кои го ставија срцето на дланка. Од овој момент можете да донирате и да помагате да го смениме нивниот живот на подобро, затоа што нашето малку некому може да значи се.